Справедливиот цар, чита Александар Станојков. Имало еден цар што си ја повелел царштината со голема правина и со таа правина многу му напредувал царштината. Кај што одел да се бие сеќе напредувал и многу брго Дженго го биттисувал. Дошол еднаш со Астер да го преземе еден град и кондисал од градот бајаги далеку. Распанале шаторите близу до една река и му пратиле лчиите на царот што бил во градо да му го предеј, ја да излези со Астеро надвор да се обидат. Во тие саати излегол еден Астер да прошета до негде крај реката и видел една баба кај пери кошули. Беше клала котело на 3 камчиња и му запалила огон да врие водата. Врвејќи Астеро крај котело, си зел една гламна запалена без да го види бабата, да си ошел под чадар и си запалил огон да се греи. Од тој огон светнале сите чадари како да се огрело од небеси. Времето било кај 11:30 саат, бидејќи беше мугра, беше светнало како некоја јасна месечина. Видувајќи тоа нешто царо, Бајаги беше се уплашил, чујќи помислил да не е некој огон паднал од небеси и да му ја изгори војската. На час собра мезлич од големците да ја праша што била таа светлина како огон на војската. Еден вака рекол, друг така, аз ли ќејам на од нимаго царо не можел да кандиса. На тоа згора станал царо да прошета низ војската да види што е и што не е. Да види да не нешто има некое прекословие. Од шатор на шатор гледал кој што правел и слушал кој што велел. Нигде не видел и не чул нешто лошо. Кога приближил на крајот од шаторите, видел еден шатор како да гори, си осветнал во еден силен пламен и од тој пламен целите чадари беа светнале во таа страшна светлина. Овде има нешто, али арно, али лошо. Дошол до вратата од чадаро и видел кај си горел огон во чадарот, а околу огно си спиеле низамите. Искорнал царо и извоил од чадар надвор, та му кажал како што горел чадаро од еден силен пламен и не изгорувал. Дали знаете оти вака ви гори чадаро и се осветија сите чадари што многу се уплашив од тоа нешто? Како мислите, дали за арно, дали за лошо е ова нешто? Чунки од вашите чадари излезе ова нешто, сакам да ми кажете. Пеки честити царе, му рекол еден од низамите. Лели не прашаш, јас ќе ти кажам, лошо е ова нешто, а не арно. Пред излегов од чадарот да прошетам долу крај реката и видов една стара бабичка сиромашка кај си переше кошулите и врвејќи јас покрај котело, кај што беше клаена 3 камења и под котело е гореа само 3 главни, ја зедов една од главните и ја донесов овде, да си запалив огон и енеа главната од бабата кај уште стои неизгорена. Ето тоа треба да е честити царе, ова страшилиште што останало на чадаро мој и на сите чадари. Браво, бре момче, му рекол царо. Оти ми кажа право. Земи ја сега главната и однеси ја на местото, да утре бабата да си ја најди. Ја однесол низамо главната на местото и веднаш загинал тој страшен пламен што гореше над чадаро и над друзите чадари. Отиде царо кај чадаро негов и собрал сите големци да му кажал за гламјата што беше украл низамо. Ете, што била таа страшна светлина, вие стари, оти украл една главна од под котело на една сиромашка. Секој од вас давајте насиет на Астеро, ништо кабун да чина туѓо, ако сакате да напредувате во царството. Кога чуја тоа нешто мезличо, многу се израдува, оти кривината му се попреи. И утрото са бајле му се предал царо со сио Астер и си го презедоа, како што беа превзеле многу градови. Правина, бабам, правина,